Поднос на политичките етикетирани обвинувања и претходната влада ме етикетираше и ме обвинуваше дека сум човек на ВМРО-ДПМНЕ. Поради истите причини. ВМРО-ДПМНЕ во тој период како политичка партија се состануваше со нас на неделна основа, ги координиравме сите активности и даваа поддршки, ги предлагаа нашите амандмани, излегуваа со нас на протестите пред Министерството за финансии, на 40 степени не им беше проблем да застанат рамо до рамо со нас, за да добијат одредени политички поени користејќи работничката борба на Сојузот на синдикатите на Македонија. Денеска, веројатно им пречи тоа што сме исто така како до сега подеднакво гласни. Од кога е новата влада, веројатно очекуваа ние да бидеме понизни, да бидеме послушни. Пробаа да не напаѓаат нелогично бараме 450 евра минимална плата, дека нема таква работа, дека државата не може да си дозволи тоа, дека бизнисот патем со кој седеа на маса еднаш неделно не можел да го издржи тоа и дека било многу тешко, а профитите енормно им се зголемуваа. Излегува и од директно од политичката партија. ВМРО-ДПМНЕ со етикетирање еден пратеник кој патем е платен од наши пари во време на работното време во 11 часот трчкаше до партиското седиште за да држи пресконференција. Како Слободан Трендафилов бил во координација со опозицијата, да, точно е, беше во координација со опозицијата, меѓутоа кога оваа власт беше во опозиција и кога даваа поддршка безрезервна на ССМ за растот на платите, вклучително и за растот на минималната плата, и веројатно тоа што ми е најкриво е што на тој човек веројатно и во партија му ги кријат информации. Не му кажуваат докрај со кои се координирам во овој момент. Колку пати сум бил на тајни средби во владата на координација со високи партиски и владини функционери, колку пати сум бил на тајни средби во парламентот со исто така негови колешки и колеги кои барале од нас информации. Еве го охрабрувам да ги праша и на следната пресконференција да каже колку пати се случило тоа, за да биде фер и спрема јавност.